Празнуваме денес еден убав јубилеј. Можете ли да ни кажете што е Дијамет, со каква дејност се бави и колку години постоите? Дијамет е специјална болница за нефрологија и дијализа. Постоиме веќе 9 години. Во нашата болница имаме 123 пациенти, кои што доаѓаат се дијализираат амбулантски и после третманот, дијализниот третман, си одат дома. Така да во нашата болница имаме високостручен кадар, имаме професори, доктори, медицински сестри кои што многу добро ја познаваат работата. Во работата се многу успешни затоа што умеат да ги решаваат сите проблеми. Пациентите ни се задоволни, се стабилни. Ние сме среќни дека можеме да им го продолжиме животот, затоа што можеме да им направиме квалитетна дијализа и со квалитетната дијализа они имаат и многу квалитетен живот. Кога веќе им правиме квалитетен живот, тие пациенти ги имаме на многу долги стази. Така да се надевам дека овој ден е среќен и за пациентите, и за нас, и за персоналот. Верувам дека ќе ни се множат годините и дека ќе бидеме и понатака многу успешни и дека ќе успееме на многу пациенти кои што се буврежна слабост, кои што имаат буврежна слабост, да можеме да им помогнеме и да им го направиме животот убав. Само уште едно прашање. Знам дека располагате со стручен кадар, меѓутоа освен оној професионалниот дел, вашата работа е таква што треба и малце емотивно да се вложите. Пациентите таму освен дека се грижите за нивното здравје, чувствуваат дека се грижите и за нив лично. Како успевате така да направите една симбиоза, да речам, измеѓу професионалното и емотивно? За пациентите е многу важен персоналот. Важен е заради тоа што персоналот секогаш треба да е насмеан и да може да им помогне во какви проблеми да имаат они. Некогаш нашата работа не е само како медицински сестри, туку ние знаеме да делуваме на нив и психолошки. Да им дадеме желба, дека дијализата не е само дијализен третман кој што возможува да им се продолжи квалитетниот живот и дека не треба никогаш да се загрижуваат дека може да имаат понатака компликации, нешто со болеста. Заради тоа што толку добро се следени и што и да се случи нешто со нив и додека трае третманот и ако дома имаат некој проблем, ние секогаш сме во тек и не дозволуваме да пациентот да има поголема некоја компликација или да со здравјето почне да се влошува повеќе. Во нашата работа следењето е многу важно, заради тоа што на тој начин ние можеме на време да ги фатиме проблемите кои што може понатака да ја влошат нивната ситуација. Затоа следењето и континуирано зборување со пациентите додека се на дијализен третман е многу важно и медицинскиот персонал да открие дека на пациентот нешто му фали, дека нешто дали психолошки запаѓа некогаш, дали некогаш здравствено почнува да тоне. Тие проблеми, заради тоа што кај нас има високостручен кадар, заради тоа што ние следењето го правиме максимално над нив, се откриваат проблемите и се трудиме максимално да ги сите нивни проблеми да можеме на време да ги решиме. Јас ви посакувам една успешна година за вас и за вашите пациенти. Ви благодарам за овој ден, дека сте тука заедно со нас. Славиме годишница од постоењето. Верувам дека и понатака на родендените на нашата болница ќе бидат пак присутни. Ви благодарам.